Независните кандидати за градоначалници не се закана за поголемите партии. По одлуката на Државната изборна комисија, со која секој што сака само со 2 лични карти може да стане кандидат за градоначалник, се појавија бројни стомнежи во јавноста дека гласачките ливчиња ќе наликуваат на тетратки. Ке има километарски ливчиња за советници, но и голем број избор на кандидати за градоначалници. Дел од кандидатите во ова не гледаат проблем, според Орце Ѓоргиевски. Македонија е демократска држава и секој има право да се кандидира доколку смета дека може да добие мандат од граѓаните да води општина или да биде советник. Добро е во демократско општество да секој има шанса. Јас искрено не гледам причина за паника, барем кај мене. Јас сум убеден во победата во првиот круг. На овие локални избори, тоа се гледа и евидентно и од поддршката која што постојано на дневна основа ја добивам од страна на граѓаните. Демократско општество сме, секој треба да има права и можности да нели биде биран, исто како што има право да бира. Кандидатката за градоначалник на град Скопје од СДС Макаја Шукова не ја исклучува можноста да настане метеж со независните кандидати на денот на изборите. Според неа, тој процес треба законски да биде регулиран. Можноста, нели, секој да може со 2 пријави, нели, подпишани со матични броеви, да се пријави, може би ќе предизвика метеж, ама ајде да оставиме да видиме како ќе се одвива целиот процес. Мојот став е дека ова треба законски да биде регулирано. Според кандидатот за градоначалник на општина Чаир, Изет Меджити, несериозните кандидати, доколку ги има такви, кои ќе се пријават за локалните избори, веднаш ќе бидат препознаени од граѓаните и ќе излезат од игра во првиот круг. Мислам дека би требало да се сериозни и кои што очекуваат гласови, иначе само да испаднат и ќе се елиминираат уште во првиот круг. Новите правила на игра доаѓаат откако Уставниот суд во мај годинава укина 2 одредби од изборниот законник, кои го одредуваа бројот на потписи што треба да се соберат за независни листи. Тогаш прагот беше 1% и најде на критики од граѓанските иницијативи, а по неговото укинување остана нерегулирано прашањето колку потписи тие треба да соберат за да поднесат листи на кандидати за членови на совет, односно за градоначалник. Викендов пратениците се обидоа да го регулираат ова преку измени во изборниот законник, но Дуи ги минираше обидите бидејќи гласаше против, со што не беше исполнет условот за Бадентер. Предлогот на владеачкото мнозинство беше прагот да биде 0,95% од бројот на избирачи во дадената општина, а преку амандмани тој праг се намали на 0,5%. Сепак измените не поминаа.